Тетоважата за некои луѓе представува убав спомен и тие најчесто ставаат на своето тело некој уметничко дело за да го зачуваат моментот. Но постојат и такви кои подоцна се каат за тоа што ја ставиле за да бидат во тренд. Од првата која направив пред 15-16 години до оваа тетоважа што е денес направена, се приказни во слеки и имаат символи, времето кога се направени, што е тетоважата. На мојата десна рака имаше две звездички кои беа символ за моето малечко семејство, за мене и за ќерка ми. Глупа работа е. Ја го ставив војникот, бев ставив сите рачета подред. Гадно се. Против. Против? Океј, зошто? Зашто взимам од мене пример на зајбанција пред месец дена, ставив тетуажи у кн и гледаш што ми се случи рака. Не поминува месец дена. А кај ја праеше? Надвор. Бевме да шетаме, зашто сум ја од ново лисиче и месец ден има како што отидоме и ми убеди, вика, ајде, прави за една нела ќе искочи, ја викам нема проблем. И земам таму кн и ми нацрта и сега не помину. Поголемиот дел од луѓето велат дека не би ставиле тетоважа на себе, но исто така не би им ја забраниле на своите најблиски. Кажи ми какво мислење имаш за тетоважите? Па да, во секој случај позитивно. Јас имам и ги поддржувам сите кои што би сакале да стават. Супер. Мислам дека треба оној што сака треба да го направи тоа. Па нека стави, али ја не би на себе лично не би ставил. Па ја би препорачал да не става, меѓутоа ако не ме послуша, тоа е нешто друго. Па за мене лично не, али за останатите луѓе немам некои конкретни предрасуди дека не треба да се тетовираат. Тату мајсторот Симон вели дека тетовирањето не е нешто ново, туку тоа датира од времето на турското владење. Најблиска варијанта што би можеле да е, а практична исто така во исто време е од турско. Крстовите на чело или на образ или на било каде на лице, пошто знаеш на тело може да се помине преку тоа или ќе земат и ќе те изгорат и ќе го избришат. Ама на лице, кој ќе дојде, поготово убава девојка, за да ја фала Богу родителите за да ја заштитат од отуѓување, се решавање на таков потек. Тетоважите имаат долга традиција во Македонија, но во поново време луѓето на нив гледаат негативно и со предрасуди. Ставањето во кошеви или етикетирањето дека луѓето што се тетовираат, не знам, по дефолт би требало да се удавени во пороци, да се со сомнително минато или со сомнителна сегашност. Знаме еден куп луѓе кои биле во костуми и со вратоврски, кои, како да ви кажем, овца нацртана би изгубиле или на прва кривина би ви измамиле.